2019 година бевме сведоци на 4 смртни случаи кај деца заболени со морбили на возраст од 6 до 13 месеци, што е поразително за еден модерен свет во кој што вакцините веќе постојат повеќе од 100 години. Тоа е една од овие болести кои што може да се превенираат со вакцини. Во редовниот календар за имунизација не е со процентна покриеност над 90%. Затоа ги гледаме повторно дека ни се враќаат. Морбилите, туберкулозата и пертузисот ги имало и во минатото кај нас. И морбили. Имавме епидемија 2019 година на морбили. Во однос на туберкулозата тоа е континуирано. Мислам дека годишно се пријавуваат негде помеѓу 150 и 200 случаи на туберкулоза, иако имаме вакцинација за туберкулоза. И имаме појава сега на пертузис. Ниту една од овие болести кои што вие ги споменавте не е искорената, за жал. Ќе беше искорената доколку успеевме да ги убедиме граѓаните. И доколку не постоја овие антиваксерски здруженија кои што или групи кои што работеа на тоа да го минираат процесот на вакцинација, ќе успеевме доколку целата популација успеевме да ја вакцинираме во просек од 95% покриеност со вакцини. Тоа е приказната на успехот со која што успеавме да го искорениме полиото. Интересно е доколку ја погледнете мапата по региони и по градови и по населени места е дека во одредени места имате процент на вакцинација и над 95% за одредени вакцини. Мислам дека тие се така наречени джепови на извонредност, каде што стварно би требало да се видат искуството зошто тоа се случува и да се простудира малку подобро каков е менталитетот на луѓето кои што го прифаќаат тоа толку лесно, добро, јасно, како ефикасна мерка и да го споредиме со оние места каде што имаме 40% например вакцинација. Сите вакцини си имаат своја причина. Зошто се во редовниот календар за имунизација, а тоа е да ги заштитиме децата од болестите во детството, но и да ги заштитиме децата од болестите кои што доаѓаат со текот на годините како ќе растат. И мораме да кажеме дека тоа е сериозен предизвик со кој што ние се соочуваме, особено кога ќе треба да работиме дополнително со цел да убедиме популација која што треба да го заштити своето дете за со аргументи и со факти кои што не се на располагање, со цел да можеме навистина да го подигнеме јавното здравје на ниво до таму да немаме заразни болести на кои што децата ќе бидат изложени и поради кои што ќе се јавуваат компликации по нивното здравје кои што може да бидат акутни, хронични, долготрајни и понекогаш за жал можеме да имаме и смртни исходи кои што никогаш не ги посакуваме.